летните тераси на кафулињата низ центар веќе нема да смеат да се покриваат со најлон. Кога врне масите може да се покријат со лесен материјал или целосно да се отстранат. Веќе нема да има ниту дополнителни витрини, фрижидери и друг вид опрема на терасите, толку само маси и столови. Ова е првата вест за денеска, останете со нас, следуваат урбаните вести. Кружен тек кој ќе ги поврзува булеварите Партизански одреди и Ѓорче Петров најавен во изборната програма на Трајановски. Стефче Екимовски вети бесплатни ужинки и екскурзии. Имплементиран проектот за енергетска ефикасност во градинката и училиштата во општина Илинден. Наградени учениците од Петровец кои учествуваа на таквондо надпревар во Белград. Уметнички хепенинг жената на село во основното училиште Кочурацин. Кандидатите за градоначалници на град Скопје и на општина Ѓорче Петров од редовите на ВМРО ДПМНЕ, Коце Трајановски и Сокол Митровски во своите изборни програми најавија изградба на нов кружен тек, кој ќе ги поврзува булеварите Партизански одреди и Ѓорче Петров. Во трката за градоначалници на град Скопје заедно со Трајановски потврдени кандидати се Беким Фазлиу од ДПА и Артан Груби од ДУИ. Ивана Митковска. Кандидатите за градоначалници на град Скопје и на општина Ѓорче Петров од редовите на ВМРО ДПМНЕ, Коце Трајановски и Сокол Митровски најавија дека во нивните изборни програми се предвидува изградба на уште еден кружен тек во општината Ѓорче Петров. Новиот кружен тек е планиран да се изгради на местото каде што се сечат булеварите Партизански одреди и Ѓорче Петров. Освен тоа, предвидено и продолжување на улицата Партизански одреди од раскрсницата со улицата Ѓорче Петров па се до улицата 4 јули, односно до кружниот тек кај црквата Свети Петар и Павле во должина од 700 метри. Ова ќе биде најголемиот кружен тек што ќе се изгради во градот Скопје, бидејќи вкрстува два големи булевари, значи булеварот Партизански одреди и булеварот Ѓорче Петров. Навистина е еден од најголемите кружни токови по површината и единствен во град Скопје кој опфаќа 5 улици. Значи сите крстосници, кружни крстосници, се крстосници на 4 улици. Во изборните програми на кандидатите за градоначалници од редовите на ВМРО ДПМНЕ Трајановски и Митровски предвидено е булеварот Партизански одреди да биде проширен со по 2 ленти од двете страни на улицата, да добие нови тротоари, атмосферска канализација и ново улично осветлување. Детските градинки примамливи за изборната кампања. Стефче Екимовски ветува бесплатни детски градинки, ужинки и екскурзии, а неговиот против кандидат Андреј Петров ветува изградба на 2 нови детски градинки. Додека пак кандидатката од редовите на ВМРО ДПМНЕ вечерва во Жданец го одржува првиот митинг за претстојните локални избори. Елизабета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник од редовите на Српската национална партија Стефче Екимовски денеска ја промовираше предизборната кампања. Најголем акцент Екимовски стави на слободните паркинг места, уверувајќи ги граѓаните дека како досега, така и одсега за паркирање во Карпош нема да плаќаат, а зонскиот начин на паркирање ќе биде непознат за сите кои гравитираат и живеат во оваа скопска општина. Социјалната заштита е поле на која Екимовски вети дека ќе посвети големо внимание со воведување бесплатни уженки и екскурзии во сите основни училишта, но и бесплатни градинки. Општина Карпош ќе биде прва општина која што ќе отпочне со гасификацијата. Во Карпош нови паркинзи ќе има, но зонско паркирање ќе нема. Од 2014 година во основните училишта учениците ќе имаат бесплатни ужинки, ќе имаат бесплатни екскурзии, бесплатни ќе бидат и детските градинки за сите деца кои што ќе бидат згрижени внатре. Натаму ќе даваме стипендии за талентираните ученици и талентираните спортисти. Ќе градиме во основните училишта затворени базени и ќе го подигаме стандардот на учениците. Неговиот против кандидат Андреј Петров денеска беше во основното училиште Јан Амос Коменски, при што на граѓаните им вети изградба на 2 детски градинки доколку му ја дадат довербата. Едната е во непосредна близина на ова училиште, клон на градинката Мајски цвет во населбата Тафталиџе, која ќе чини околу 500.000 евра, а ќе биде готова до декември годинава. Втората градинка е планирана во Злокуќани, на слободна локација, на која се надоврзува планирана зелена парковска површина и реката Вардар, а ќе биде изградена до октомври следната година, изјави Петров.
Советот на град Скопје го одобри проектот за целосно финансирање на Центарот за управување и контрола на сообраќајот. Проект чија цел е намалување на метежот и на загадувањето во главниот град. Центарот за управување и контрола на сообраќајот веќе е формиран како дел од јавното претпријатие улици и патишта, а треба да биде ставен во функција годинава. Станува збор за софтверско решение со кое ќе се контролира јавниот сообраќај, протокот на автомобилите и градските автобуси по сите траси, состојбите на раскршниците и слично. Од новиот систем се очекува значително да се придонесе за намалување на патувањето низ метрополата, долгите колони, да се намали потрошувачката на бензин. Во рамките на Центарот за управување и контрола на сообраќајот ќе бидат вмрежани и камерите што се наоѓаат на раскршниците, а кои се дел од проектот на полицијата за санкционирање на несовесните возачи. По повод Светскиот ден на енергетска ефикасност, представници од Светска банка беа во посета на училиштата и градинката во општина Илинден, каде имплементиран проектот за енергетска ефикасност преку инсталирање централен систем за грејење и ладење со геотермални топлински пумпи. Овој проект е реализиран со поддршка од Светска банка. 5 март се одбележува како Светски ден на енергетската ефикасност. Токму по тој повод представници од Светска банка заедно со општинската делегација од Илинден беа во посета на основните училишта и детската градинка во Илинден, за да ги видат резултатите од имплементираниот проект за енергетска ефикасност во јавните установи, кој е реализиран со поддршка од Светска банка. Општина Илинден беше една од првите која искористи тие средства и сакам да кажам дека беше една од првите која предложи проект за енергетска ефикасност. Тие проекти многу добро се одобрувани, лесно се одобрувани од Светска банка, бидејќи носат огромни финансиски заштеди. Проектот се состои од инсталирање централен систем за грејење и ладење со геотермални топлински пумпи, каде што е применет принципот на енергетски ефикасен систем за грејење и ладење со користење обновливи извори на енергија. Денес сме во објектите на општина Илинден, во детската градинка, основните училишта, каде што го реализиравме проектот за енергетска ефикасност во општинските јавни установи заедно со Светска банка. Проект кој што ни донесе многу заштеда на енергија, проектот кој што многу се очекува затоа што предвидувањата се со кост-бенефит анализата да заштедиме нешто повеќе од 60% на енергија. Грејната сезона се грееме со овој нов систем и веќе во нашите сметки ги забележуваме намалувањата и сметаме дека заштедата ќе биде значителна во споредба со претходниот систем за грејење кој што досега сме го користеле. Овој проект е реализиран во насока на подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија во јавните општински установи, односно јавните објекти во сферата на образованието, детската заштита, културата, спортот и општинската зграда. Членови на теквондо клубот од општина Петровец денеска беа наградени за постигнатиот успех на теквондо надпревар Омега Куп кој се одржа во Белград. Тие од Белград се вратија со освоени 7 медали. Андријана Димитриевска. Во основното училиште Кочо Рацин во општина Петровец денеска свечено беа причекани членовите од теквондо клубот Петровец, кои на меѓународниот надпревар во Белград направија доста големи успеси и се вратија со многу медали. Инаку станува збор за 9-тиот Омега Куп кој се одржа во Белград во организација на Српската теквондо асоциација, а Македонија ја представува 3 репрезентации. На Омега Купот во Белград земаа учество 10 држави, а околу 577 надпреварувачи. Од теквондо клубот Петровец земаа учество 8 надпреварувачи, а се вратија со 7 медали. Ова говори за големата посветеност и подготвеност на нашите надпреварувачи. Денес ги пречекуваме и предадиме прием, топол прием на сите учесници од општина Петровец, каратистите од теквондо клубот кои учествува на Омега клубот во Белград, каде што имаше од представници од 10 земји. Јас сум горд што нашите учесници донесоа дури 9 медали. Општина Петровец продолжува да инвестира во спортот, како што гледате и резултатите неминовно доаѓаат. Понатака исто ќе продолжиме да инвестираме не само во теквондо клубот во Петровец, него и во фудбалскиот клуб Петровец, и во омладинскиот клуб Петровец, и во играрното друштво во Петровец. За успесите и воопшто за Омега Купот во Белград говори и тренерот на теквондо клубот Петровец Александар Анастасов. Клубот Петровец значи ова година настапи со 8 надпреварувачи, што е доста скромна бројка, но ако се земе во предвид дека
комплетно сега прв пат овие деца учествуваат на некој меѓународен турнир. Сметаме дека забележавме огромен резултат, односно од 8 деца учесници освоивме 7 медали. Тренерот Анастасов упати голема благодарност до сите оние кои им помогнале да отидат на овој голем турнир и додаде дека постигнатите резултати не би биле овие доколку ја немале поддршката. Денеска во основното училиште Кочо Рацин се одржа уметнички хепенинг "Жената на село, производителка на храна". Хепенингот беше организиран од страна на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, Скопје и амбасадата за мир Македонија во пресред на Денот на жената 8 март. Томислав Атанасовски. Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, Скопје и амбасадата за мир Македонија во пресред на Денот на жената 8 март денеска во основното училиште Кочо Рацин во Петровец организира уметнички хепенинг "Жената на село, производителка на храна". Целта на овој хепенинг е да се обрне повеќе внимание на жените земјоделки кои што живеат во руралните средини од страна на семејството и институциите. По повод празникот 8 март, Ден на жената, денес во нашето училиште организиран е настан во соработка со Македонското здружение, за обичаи и традиција и култура Гороцвет и амбасадата за мир и нашето училиште Кочо Рацин Петровец, го организиравме овој настан со цел авторот, ликовниот уметник Нели кој што слика слики, Живко Поповски Цветин, да им подари на жените производителки на храна слики кои што тој ги слика. И во таа чест организиравме пригодна програма подготвена од нашите ученици и исто така им беа доделени сликите од авторот и при тоа имаше подарено оваа слика на нашето училиште од поетот Коста Солев Рацин, песната Ленка. По повод 8 март, Денот на жената, ние се одлучивме Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, заедно со амбасадата за мир Македонија, во основното училиште Кочо Рацин во Петровец да организираме еден настан, средба со жените земјоделски производители од ова село, и на тој начин да им одадеме посебно признание на овие жени кои навистина во текот на денот имаат 3 смени. Една со семејството, една со земјата, односно во полето, и трето повторно дома за да ги завршат сите работи. Едноставно овие жени заслужуваат големо внимание зашто нивниот труд, нивната работа и нивните резултати се одвиваат во доста тешки услови, на поле, под отворено небо и навистина, ако храната е основен извор за живот на луѓето, навистина овие жени заслужуваат големо внимание. Со културно-уметничка програма настапија учениците од училиштето Кочо Рацин и истакнати поети, а на ликовната работилница сликарот и хуманист Живко Поповски Цветин пред децата создаде неколку ликовни творби кои потоа им ги подари на вредните жени земјоделски производители. Од здруженијето пак овие земјоделски жени ги наградуваат символично со по едно цвеќе на мирот, а воедно и ги поздравуваат сите жени кои се ангажирани во аграрот во Македонија и низ светот, бидејќи тие го заслужуваат ова внимание како мајки, жени и сопрузи и како луѓе кои навистина се грижат за семејството. За успешно реализираниот хепенинг, децата од училиштето му подарија благодарница на сликарот Поповски, кој пак им посака многу успех во понатамошното образование. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје по известувањето добиено од Ева на Македонија ги известува граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат корисниците од булеварот Илинден број 69, улицата Никола Тесла број 11 и 17, улицата Мирка Генова во општина Карпош во период од 10 до 14 часот и во период од 10 до 15 часот дел од корисниците од улицата Партинije Зографски во општина Центар. Кои се дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје, гледате во продолжение. На сцената на Македонската опера и балет од 20 часот се извидува оперската представа Атила од Джузепе Верди. Операта Атила е во тричина. Незината светска премиера е изведена на 17 март 1846 година во театарот Ла Фениче во Венеција. Диригент на представата ќе биде Александро Дагостини од Италија, а режијата на Дејан Милодиновиќ од Србија.
Представата Македонска крвава свадба се изведува вечерва од 20 часот во Драмскиот театар. Представата е од Војдан Чернудрински, а во режија на Сташа Зуровац. Во Македонскиот народен театар вечерва се изведува представата Сомнително лице од Бранислав Нушиќ во режија на Синиша Евтимов. Сите обожаватели на турската комерцијална ориентална поп и балканска музика ќе имаат шанса да присуствуваат на одлична забава во клубот Ванила од 22 часот, каде започнува Ориентал Балканајт. Во МЦМ Кабаре од 21 часот започнува забавата со Саша Георгиевски, вокал, гитара и усна хармоника и Никола Петровски на гитара. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Вечерва ќе бидат познати првите тимови кои ќе обезбедат пласман во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Актуел Расел Кроу во врска со 26 години помлада актерка. Вечерва ќе бидат познати првите тимови кои ќе обезбедат пласман во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Реал Манчестер најинтересен надпревар за вечерва. Веднаш по рекламите се спортските вести.